Пеколните горештини ги вжештија телефоните во брза помош. Хронично болни пациенти со висок крвен притисок, постари лица. Сите бараат помош од дежурните во службата. Бројот на повици е речиси двојно зголемен во споредба со претходните денови. Докторите велат дека со високите температури расте и бројот на интервенции со колапси на јавно место. Апелираме да сепак ги избегнуваат после 10-11 часот тој термин на движење, да биде тоа поранит утрински часови, да се движат под сенка, да секогаш со нив носат течно за пие најдобро вода обична, да носат заштита, капа, наочари, исто така и заштитен фактор за, бидејќи може исто така сонцето јако да предизвика и алергична реакција на кожата. Овој период, посебно овие 24 часа, имаме зголемен број на сообраќајни незгоди. И тоа тука се работи и за пешаци, и учесници со мотор, на тротинети, на велосипеди, на коли. Лекарите со предупредување до граѓаните од климатизирани простории да излегуваат внимателно и постепено и без големи температурни разлики. Хроничните болни, посебно тие со срцеви, невролошки и белодробни болести, потребно е да бидат многу дисциплинирани во однос на овие препораки и редовно да ја земаат својата терапија. За секакви промени на здравствената состојба, задолжително да го консултираат својот матичен доктор. Повиците се обично тука од 80 до 100 интервенции за 24 часа, кажувам, само што типот на интервенциите се менува зависно од временските прилики. Кога е вака променливо, например, сега може и малку облачно, крвниот притисок знае доста да се покачи или да се намали, па тука имаме многу чести се и васкуларните инсулти, срцевите, кардиоваскуларните заболувања исто така имаат проблеми. Од Управата за хидрометеоролошки работи веќе најавија дека не очекува топол бран со дневна температура од над 35 степени. Според синоптичарите, ниту од Сабајле нема да биде свежо како досега, односно ќе биде над 20 степени. Особено топло ќе биде во среда, кога температурата ќе надмине 40 степени.